Во последниве 20 години, Европската Унија има одвоено околу 2 милиарди евра за проекти преку ИПА фондовите. Тие пари сепак не се делат кому дојде. Државата треба да има подготвени проекти и да има подготвена администрација, за да може да ги потроши фондовите кои што се ставени на располагање. Во моментов трае спроведувањето на ИПА-3 циклусот. Според податоците што ги добив под Министерството за европски прашања, ИПА структурите во Министерството за финансии и делегацијата на ЕУ во земјава, од вкупно 671 милион евра кои Брисел ги ставил на располагање во актуелната програма ИПА-3, досега земјата успеала да потроши, што значи да се исплатат пари на крајниот корисник околу 144 милиони евра. Тоа е само 21,46% од парите кои се буквално подарок за изградба на патишта, градинки, водоводи, канализации. Во ИПА-2, чиј рок за исплати истекува оваа година, земјава успеала да потроши околу 67% од расположливите средства, или околу 424 од 633 милиони евра. Резултатот е речиси идентичен со ИПА-1. Според официјалните, но не целосни податоци, Македонија успеала да повлече 68% од парите алоцирани за неа. Или, вкупно, од 1,76 милиарди евра кои Брисел ги одвоил за Македонија преку ИПА програмите во последниве 2 децении, а за кои добивме целосни податоци, земјава успеала да потроши 880 милиони. Точно половина. Тоа значи дека точно половина или околу 880 милиони евра не се потрошиле. Само за илустрација, тоа се пари со кои што може да се изградат околу 1250 вакви градинки. Дел од тие пари се неповратно изгубени. Дел се уште има време да се потрошат. Но тоа не го менува клучното прашање. Зошто земјава не умее да ги потроши парите кои што некој ги дава за нејзино и добро на граѓаните?